Неделното попладне на Телма значи дека е време за нови спортски теми. Ви благодарам за тоа што имаме вашата доверба, а денеска ќе се обидеме да ја оправдаме заедно со моите двајца гости во студиото, кои беа дел од нашата олимписка делегација што ја представуваше Македонија на летните олимписки игри во Париз. Денеска со нив, преку нивните искуства од таму и сето тоа што се случува откако се вратија, ќе се обидеме да отвориме дел од важните теми кои ги засегаат главните актери во светот на надпреварувањето, се разбира дека тоа се спортистите. Со статус на аутсайдер, но со високо ниво на подготвеност, самодоверба и технички храбро изведени потези на татамите. Македонската теквондистка Милјана Релич на Олимписките игри во Париз ја совлада двократната олимписка шампионка и прво име на женската теквондо сцена во светот, Джейд Джонс од Велика Британија. Дали и на кој начин една победа може да ја промени насоката на спортската кариера? Какви се чувствата после голем успех и дали е тешко да се пронајде мотивација за негово надминување во иднина? На овие теми во Ферплей со Јана разговараме со Милјана Релич и нејзиниот тренер Александар Евтимов. За Мила и Александар, нашето студио и телевизија Телма е веќе познат терен, така ќе се изразам, затоа што по втор пат гостуваат во Ферплей, но за сите денешни значајни теми што ќе ги отвориме, овој пат ќе имаме поддршката, односно стручното мислење и од Мирјана Цветковиќ, која што е психолог и семејни системски советник. Сега е време да им посакам топло добри дојде во студиото на Мила и Александар постолимписки. Многу ми е драго што сте овде, уште еднаш добре дојдовте во Ферплей. Добре ве најдовме. Сега сигурна сум сосема поинакви емоции, атмосфера па и статус откако поминавте низ едно големо искуство. Едноставно, дали е добро чувството после она со кое што се вративте од Париз 2024? Еве Мила прва. Чувството е навистина прекрасно и сега сме уште помотивирани за поголеми успеси. Знаеме дека можеме да се носиме веќе со нив, па дури да ги победуваме и во најскоро време очекуваме и големи успеси. Да, друго е подготовката, предпоставките, вербата, ама поинаку е кога нешто ќе се докаже, нели, практично, така да предпоставам дека некако тука веќе доаѓа чувството вреди, се исплати се што правевме, така е? Па да, на крај резултатот го краси целиот оној процес, целото вложување и напорните тренинзи и спремањето на тактиките и сето тоа. Можам да кажам дека ние и пред Олимпијадата да отидеме во неколку интервјуа, некои емисии, јас веќе кажував дека можеме да направиме резултати и бевме сигурни во тоа дека можеме да направиме успех. Штета што не стигнавме да освоиме медал, меѓутоа тоа е спортот, нюанси сепак одлучуваат, така да за некој можеби беше изненадување, лично за мене беше веќе до некаде очекувано дека можеме да направиме резултат, бидејќи напорно се спремавме и знаевме дека можеме да победиме. Да. И сега вака, бидејќи и јас низ моите разговори со јавноста, со оние кои сакаат спорт, неколку пати, ќе бидам искрена, го слушнав тој коментар. Браво за Милјана за тоа што го направи. Имаше среќа против двократна олимписка шампионка, на тоа се должи победата. Сакам сега на оние кои што не следат да им објасниме како всушност успеавте да ја победите Джейд Джонс, затоа што во никој случај, барем оние кои што се познавачи на теквондо, не може да дадат оценка или да кажат дека тука се работи за некаква среќа. Па вака, ние уште пред месец дена пред борбата знаевме дека во првото коло ќе се паднам со Нејза. Добро. И искрено кога дознав дека првата борба ќе ми биде со Нејза, малце се разочарав, затоа што знаев дека е два пати олимписка шампионка, во какви услови тренира, со какав тим работи, сето тоа. Но тука следеше еден период каде што месец и пол пред олимписките игри бе во, можам да кажам, карантин, каде што беше само тренинг дома. И тој период можам да кажам дека многу ми помогна да направам добра борба, затоа што тој период ја анализиравме Нејза, многу разговаравме со тренерот. Тој цело време веруваше во мене дека можам да ја победам, иако јас не верував во себе. Како, уште еднаш, каква беше буквално првата твоја реакција кога дознавте дека таа е противничка? Страв? Стрес или? Да, искрено се разочарав малку и си реков
мораше ли првата борба Мене со баш, Нејза, да, затоа што она беше најголема фаворитка да се освои медалот. Така е. И тоа и беше веќе Нејза четврта олимпијада, мене прва, има 10 години повеќе искуство од мене, но сепак јас можеби и тогаш можев да победам, но само требаше да верувам во тоа. Каква беше и на Александар првата реакција и што прво тренерот да му каже на својот спортист кога веќе е свесен дека треба да се подготвувате за најсилниот противник? Па искрено, на Олимпијада нема слаби противници. Може да дојде еден пример, ние од Либанката исто така изгубивме на еден поен или на нерешено, што не е некоја, не знам, толку позната како Джей Джонс. Меѓутоа, таму се навистина сите добри. Кога дознавме дека не првото коло ќе се паднеме со британката Джей Джонс, јас реков, окей, супер, подобро прво коло со Нејза, понатака ни се отворени, нели, вратите за да стигнеме до подалеку. Втора работа, јас се гледав Нејза од технички, како работи, што, како, дале нас ни одговара низината борба, зашто се тоа зависи од тактиката и дале некоја противничка буквално ќе лежи да може ние да работиме со Нејза или не. Дали едноставно ќе ни се погоди во спарингот или не. Од тој аспект јас верував дека со Джей Джонс ние можеме да направиме добар резултат и затоа кога реков на Мило, окей, во ред, ние не гледаме како двократна олимписка шампионка, гледаме како Джей Джонс, што техники работи, како работи, што треба ние да направиме. Она е многу агресивна и многу е кондицијски многу спремна. Меѓутоа и Мила исто така извонредно кондицијски спремна и ние рековме нема да дозволиме ние она да ја води борбата, да напаѓа. Ние ќе напаѓаме. Второ, ми имаме предност, Мила има долга нога, вика. Ние ќе напаѓаме директно во глава за да инхибираме Нејза да работи низините техники и при тоа да се плаши. И така беше, докога приметите првата борба, она само не нападна, еднаш он тоа го викаме немиро чаги со гурање, колку да опипа до каде како можеме да идеме. Веднаш после тој напад Милан послуши, веднаш нападнавме директно во глава. Второ, и веќе она тука се освести дека можеме да ја поентираме и веќе ние не дозволивме да работи она низината техника и низината борба, односно за да го победиш противникот не смеш да му дозволиш он да води борбата. Треба ние да водиме борбата. И она веќе на нашата тактика веќе немаше решение што како да направи така да едноставно и бев и до некаде среќен затоа што ќе бидеме прва борба со Джей Джонс. Значи, искрено ви кажувам. Охрабрувачка прва реакција, подготовка максимална и тоа немаше ниту кај тебе да речам некаков условно страф леле или зашто ова нас да ни се случи, каква ли среќа имаме, не. Да, беше можеби на некој друг турнир, затоа што на Олимпијада очекував дека судиите ќе бидат навистина транспарентни како и што беа. Меѓутоа на друг турнир кога Македонија ќе се падне со некоја веле сила, тогаш веќе судиите многу е потешко и така да веќе тука може да имат и многу, не знам, влијание према посилната нација. Исто така има и надимак позната како Headhunter, че во превод ловец на глави, значи она цело време напаѓа во глава, но со тренерот смисливме добра тактика, ја што да работам како и испадна тактиката дека е добра, го работев тоа што ми го кажа тренерот, бев 100% фокусирана, тој ден како да се исклучив од се, нема воопшто трема. И со добра тактика и успеавме да добиеме. Значи, анализирајќи ги британките, бидејќи се меѓу најдобрите во светот во женско теквондо, не само во 57 категорија, не само Джей Джонс, тука и Лорен Вилијамс, и Бјанка Валден, и останатите, анализирајќи ги нив, они работат на тоа што се извонредно кондицијски спремни. И толку и да не освојат поени, меѓутоа бидејќи се многу поспремни од противничките кондицијски и на тој начин добиваат победата. Меѓутоа Мила беше исто така извонредно кондицијски спремна, они на тој начин не можеа тука да се носат со Нејза, прва работа. Втора работа е што Мила, иако е деснак, она има леви став, левата нога ја држи напред. Што е навистина реткост, раритет. И тука таа предност ние ја користиме и со левата нога кога напаѓа цело време. И тука на противничките тоа има навистина тешко. И пред неколку години кога почнавме да тренираме, на Мила и викам, зашто викам ти си деснака, левата нога напред. Вика тренер, јас сум постабилна на десната нога. Постабилна левата нога. И тоа ни беше нас исто така како предност, бидејќи не толку противничките знаат да се снајдат со некој што работи со лева. Со лева. Второ е тоа што знае да издолжи ногата на напад. Кога ќе отиде, ја влече задната нога и знае повеќе да притисне противничката и на тој начин противничката мора скроз да се направи. Ние така и ги добивме. И трето е што навистина има брзина Мила,
двата удари во глава што ги поинтиравме беа, едно од првиот беше во контра, како што се публикувавме и ударивме во глава. Тука беше изненадена Джей Джонс и второ и на крај веќе Мила рече дека на крај веќе во втората рунда вика тренер јас се осетив во клинч кога бевме дека она веќе многу силно дишеше, немаше сила, значи ние веќе сме били повеќе физички спремни од незе на тој начин, така да сето тоа влие на крај како да се добие борбата. А инаку да на среќа да се победи на Олимпијада, тоа нема шанси. Значи на обичен турнир кога ќе излезете, доколку противничката е малку подобра од вас, веднаш ве познава и ќе ве нокаутира во први 10 секунди. Што се случи после оваа борба? Прво ме интересира дали противничката достоинствено си го поднесе поразот и дали честиташе? Да, на крајот кога заврши борбата се поздравивме и се беше ферски. А за втората борба исто така влегов максимално фокусирана, сконцентрирана. И не знам, тука можеби одлучува некои мали нијанси, можеби таа спортска среќа. Дали беше можеби премногу истоштена, тоа ми е прашањето, дали Джейд премногу не измори? За потоа, за следната борба да биде потешка, пред се физички, кондицијски да се издржи или не беше тоа клучно? Не беше тоа клучно. Бев дури за втората борба помалку мотивирана веќе, да. Да, мотивирана веќе. Знаев дека можам да се носам и тука одлучува, мислам, некои мали нијанси, малце таа спортска среќа. Да, имаше тука нели одлуки, оние моменти кога да и тренерите бараат некои ситуации да бидат проверени и така натаму. Некако се подобро и подобро ги учиме правилата на теквондо ради вас и ради Дејан најмногу во Македонија и се надевам дека така ќе биде и во иднина. Имаме ли во тој поглед да се пожалиме на било што или ќе кажеме дека овој пат навистина беа регуларно донесени сите одлуки? Во втората борба два пати Мила ја удри противничката во глава. И сега значи имаме ние сензорски чорапи и кацигата е сензорска. Меѓутоа во моментов кога ќе се доколку не реагираат сензорите, ние тренерите имаме право со картонче да побараме видео реплей. Доколку сме во право ни го враќаат картончето и до крајот на борбата можеме да бараме повторно. Меѓутоа доколку не, тогаш ни го земаат картончето. На една од таквите ситуации нас ни го земаа картончето и потоа на следниот пат кога имавме ние удар во глава, не поентираше системот. Јас немав картонче за да се бунам, а во таа ситуација и главниот судија има право да прекине борбата и да побара картонче бидејќи беше силен удар. Тоа не го направи. Така да на некој начин тука бевме веќе оштетени, меѓутоа тоа е дел од спортот и едноставно тоа е. Зборуваме на Олимпијада за елитен спорт, за елитни спортисти и редовно на Олимписките игри тука се допинг контролите. Сега кога се подготвував за овој наш разговор, прочитав дека Джейд Джонс всушност пред борбата со Мила, односно пред да започне надпреварувањето во оваа категорија, на некој начин избегнала допинг контрола. Со изговор дека во тој момент кога било побарано од неа да биде контролирана, била многу изморена, дехидрирана и така натаму. Малку ми звучи невозможно нели тоа да се случи. Од друга страна, дали тука можеби станува збор дека на најдобрите или на оние кои веќе се етаблирани, знаат оние одговорни тела да им прогледаат низ прсти. Значи, Джей Джонс не беше на допинг контрола во тој момент. Вие бевте или не бевте? Да, бевме 2 дена пред борбата. Како изгледаше тоа? Прво прашање што праша Мила кога победи Джей Джонс на интервјуто веднаш, од Евроспорт или така нешто, новинарите ја праша Мила што мислите за допингувањето на Джей Джонс. И веќе избегнала антидопинг контрола. И ние тогаш дознавме, од нив дознавме дека избегнала новинарите. Да, тоа не каже. Инаку Мила се бореше во четвртокот, во средата беше мерењето, во понеделникот 2 дена пред борбата како завршуваме со тренинг, сауна и таман веќе да отидеме на доручек во 10 часот, Мила ми се јава тренерот во соба ми дојдоа од антидопинг. И значи од антидопинг веднаш кога ќе доаѓа личност со листо се, кој ќе го види надпреварувачот, од тој момент не го испушта од поглед. Добро. Во ниеден момент. Не сме ни надпреварувачот ниту на доручек, ниту сама до тоалет да отиде, било што цело време е со жената која што е пратена од антидопинг, ја гледа цело време под око. Значи не смете ни во еден момент, доколку во еден момент не прифатите антидопинг или се тргнете од страна, вие сте дисквалификувани. И така да ние после отидовме на таа антидопинг контрола, што траеше од прилика од 10 до 1 часот, ни доручкувани,
ништо спремни за тренинг. Јас веќе од 2 часот имав друг состанок каде што требаше да се договориме за надпреварите или за било што технички состанок, па едва го стигнав тој состанок и тој еден понеделникот буквално до 4 саат бевме истоштени, нити јадени, нити ништо, тоа е 2 дена пред надпревар. Меѓутоа тоа мора да се помене, таа антидопинг контрола. Ние секако нормално ја поминавме се во се. Тоа што Џеј Џонс не отишла или последен ден покасно отишла, тоа си е за нив. Меѓутоа доколку не отидете на антидопинг контрола, во моментов сте дисквалификувани. Претходно неколку тестирања не правеа на дел од европските турнири, веќе тоа за нас е познат. Позната ви е процедурата, но го поставив прашањето затоа што за спортистот не е толку едноставен целиот тој процес. Еве ќе го споменам Усеин Болт, кој што разбирливо е зошто многу често беше подложен на вакви контроли, дури во сред ноќ беше тестиран и во еден момент тој самиот излеза јавно да каже: луѓе, ова е премногу напорно за мене затоа што ме истоштува. Не е проблем дека ја сакам да го избегнам. Туку не е така како што некој помислува дека за 5 минути се завршува тој тест и значи во прашање се часови, така? Да. И момент каде што не си испуштен од вид. Дали сте задоволни и дали имате добри впечатоци од се останато вон борбата? Тоа ме интересира. Гледавме сите ние снимки, слики како изгледа олимпиското село, па како таму се тренира. На какви услови наидовте? Дали ви беше удобно? Дали ги имавте сите нешта кои ви се потребни во оние денови додека да дојде борбата? Па во олимпиското село навистина беше интересно затоа што од целиот свет спортисти сите сте сместени на едно исто место, одите заедно да јадете во теретаната каде што вежбавме, сите спортови беа таму и навистина едно интересно искуство. И имаше доста, читав коментари дека условите не биле добри, дека спиевме на картонски кревети, но ние вакот лично искуство навистина беше удобно за спиење и храната беше добра, така да впечатлоците се добри условите. Значи тие видеа можеби малку беа да речеме преувеличувани. Океј, Да. таму имаше и познати спортски звезди за кои можеби е испод чест да спијат на такви кревети, но креветите на крајот од денот не беа страшни за човек да легне и да може да има нормален беа сон. удобни вака. Дури имаше некои спортисти гледав спиеле на клупи. Да, надвор од олимпиското село, да, да. дека не биле удобни, ама не знам, од мое лично искуство удобни беа. Денеска реков уште во најавата дека ќе отвориме некои значајни теми, а тие се постолимписки теми и што се им се случува на надпреварувачите без разлика дали на олимпијадата доживеале некакво разочарување или тежок пораз и критики, или пак биле меѓу оние кои што се качиле на пиедесталот, имаат освоени медали. Знае да се случи да се најдат во слична емотивна состојба, откако ќе се изгасат светлата, откако ќе се случи на затишје после бура што се вели. И дел од нив се соочуваат со така наречена постолимписка депресија. Кажете ми како изгледаше вашето патешествие, односно крајот на олимпијадата и враќањето дома? Видите, значи тоа е најголемиот турнир до сега што сме учествували, каде што и најмногу си имавме вложено и физички, и психички, и нели со сета сила и прв пат се случува така после огромен надпревар турнир, каде што веќе немаме следни толку битни турнири до декември месец до финалното гран-при и каде што надпреварувачи веќе го достигнале врвот. И сега што потоа? И речиси 49% од надпреварувачи од олимпијада паѓа во така наречена постолимписка депресија во која што се вика тоа ќе достигне врвот, сега што понатака да не влече далез уште повеќе. Дури имаше една олимпика минатата олимпијада од Хрватска, таа освои златен медал. После тоа тешко и беше да се врати на оваа олимпијада, не успеа да избори норми, иако беше извонредна надпреварувачка. Постолимписка депресија представува сплет од емоционални потешкоти кои што се јавуваат кај врвните спортисти кои што учествувале на олимпијадата и кои што може да варира според нивниот степен на изразеност. Кај некои од славните звезди, така да кажам, може да се јави одредено нерасположение или да кажеме чувство на празнина, кое што не е до тој степен изразено, меѓутоа можеби кај значителен дел од нив може да се јави длабока вознемиреност, очај, празнотија, како што кажуваат, губење на смислата на целта што ја постигнале, конфузија на идентитет исто така може да се јави.
Дури може да ескалира состојбата до тој степен да може да се јават и депресивни мисли кај индивидуите, па дури обиди за суицид или суицид во најтешка форма. Од биолошките фактори гледано, може би најзастапено и кај спортовите кои што се од типот на маратонци, полумаратонци или да кажеме тркачи на 200 или 400 метри, може да биде застапено на начин да преку трчањето, кое што е доста познато дека ги подигнува оние невротрансмитери или така наречени хормони на среќа, односно ендорфинот и допаминот. И сега во периодот кога траат настапите или трките, овие хормони се на доста високо ниво и допринесува задоволство и исполнетост кај самите олимписки надпреварувачи. Меѓутоа, после завршувањето на овие настапи, нивото на овие хормони се спуштаат, така да тоа може да биде едно логично објаснување зошто кај нив се јавува нерасположение и незадоволство. Од една страна. Од друга страна, да речеме, ако разгледаме кај адреналинските спортови, исто така некој ќе каже дека некој е зависен од адреналин. И сега, кога ќе завршат овие првенства, односно олимпијадата, штом заврши, тоа практично за самиот спортист делува како пад на адреналинот. И сега, знаете, може звучи чудно, меѓутоа тоа може многу блиско да се поистовети како, да речеме, и зависност од супстанци. Јас дури ќе именувам дека еден борач има споменато дека спортот е негова најголема зависност. Ние психолозите далеку сме постручни да зборуваме и за психолошките фактори. Тука, да кажам, во најголем дел учествува разочарувањето од преку тоа што не се исполнети очекувањата за постигнатиот резултат. Една главна причина е тоа. Или разочарување поради неуспех во финалето, или потврлување, односно не достигнување на свој личен рекорд или максимум. Исто така, кај многу олимписки звезди може да се јави разочарување околу тоа дека не може да ја поврзат целта на добиениот медал со некоја подалеку сежна животна цел. Знаете, исто така, тоа може да биде застапено. Исто така, многу често е и кај спортистите кои што се предпензионирани или кои што може би знаат дека ова е нивен последна можност да станат олимписки звезди, да се закитат со медали или да станат икона во спортот, преку тоа што ќе станат предводник или мотивација на следните генерации спортисти. Тоа е навистина многу возбудливо. Пост-олимписката или пост-надпреварувачка депресија исто така може да се смета и неможноста или помалата веројатност да спортистите воспостават некои рутини после надпреварувањето, откако ќе се вратат дома. Бидејќи тоа е некоја радикална промена за време на самиот настан, за време на овој огромен спортски фестивал, најголемиот, што се вика, најпознатиот на светот. Откако ќе се врата дома, тоа е една радикална промена каде што повеќето од овие звезди стануваат обични луѓе кои што треба да продолжат со нивните животи. Тоа кај нас не беше случај, затоа што ние сме уште гладни за нови успеси и второ е тоа што не поддржат цела македонска јавност, па ни дајат дополнителна сила и верба дека можеме уште повеќе да направиме. Иако после Олимпијадата направивме околу 2-3 недели пауза, сепак е таа активна пауза со неколку лесни тренинзи, џогирање или фитнес, меѓутоа не е она 10 пати вежбање во текот на неделата. За останатите спортисти секој после Олимпијадата зима одреден период на одмор, на активен одмор, за каде што после тоа ќе може да се рехабилитира и повторно да биде способен да постигне максимална форма. Во принцип кажуваа дека спортистот може да биде во максимална форма 2 пати во текот на годината. И тоа треба да се искриира, да се темпира, да. Затоа што може во некој случај да настане така наречено прегорување. Но тоа не е само момент за спортистот, тоа е и за тренерот. Например, од 2022 во Мексико толку бевме напорни тренинги за светското првенство, во каде што едва чекав само да помине турнирот за да се да се релаксирате, да се одморам, така да значи треба да се темпира таа форма и после тоа нормално да се има повеќе желба за поголем успех.
Најдобар начин да се подготви еден врвен елитен спортист е да размисли за собствените вредности, за тоа што за него представува освојувањето на медал. Што пак за него, односно за нејза, нели во овој случај за Мила, би представувало губитокот. Што понатаму, како јас, односно секој би требало да се праша спортист, како јас можам да се носам со оваа победа, односно што за мене тоа ќе значи, какво влијание ќе има на дворешната околина кон мене, семејството, медиумите, колку јас ќе можам да се справам со овој позитивен притисок, бидејќи секако и позитивниот притисок е извесен стрес. А сите луѓе имаат индивидуално ниво на отпорност кон стресот. Затоа што интензивен позитивен стрес исто така може негативно да влијае во ситуација кога ќе ги премине границите на својата издржливост. И оттаму може да се јави таа истрошеност, тој пад. Тренерот во очите на секој елитен спортист е исто така и идол, затоа што тој е негов и личен пример како би требало да биде. Така да тие прашања треба да се разговараат, да се нормализираат чувствата на спортистите, да се забележи доколку има некаква промена, да се прашаат спортистите што може би им е потребно во тој момент. Вие на Олимписки игри дебитиравте, што значи дека, предпоставувам, требало да се подготвувате за 2 сценарија. Не дај Боже да би бил тој неуспешен настап со само порази, после кој ќе треба нели да се опоравите, а ја имавте подобрата варијанта каде постигнавте нешто што реално е веројатно пресвртница во вашето работење. Меѓутоа и двете ситуации човек треба да ги предвиди. Разговаравте ли отворено на овие теми? Што се може да ви се случи на Олимпијадата? Па имавме, да, и разговаравме дека што и да се случи на Олимписките игри, дека ние сепак после тоа дека ќе продолжиме понатаму, дека тука, дај Боже, пред мене имам уште 2 олимписки циклуси, да, и дека исто така не очекуваат многу големи турнири како европско, светско, така да што и да се случи на Олимписките игри, дека ние ќе продолжиме понатаму. Вистина ли е тоа што го реков дека оваа борба со Џеј Џонс може да се нарече пресвртница во вашето работење или во кариерата на Мила? Искрено, пресвртница во кариерата на Мила беше февруар 2020 година, каде што беше се уште јуниорка и на Европски президент куп, каде што освои бронзен медал. Победи тогаш на прворувачка од Шведска и од Грција, изгубивме многу тесно од американки, пред нас беа само Америка и Русија. И тогаш веќе беше пресвртница каде што ние свативме дека можеме да се носиме со најдобрите и дека можеме да направиме резултат. Победата на Џеј Џонс, мене лично кога ме прашате, не е пресвртница. Може би пресвртница за пошироката македонска јавност која што не знаеше, меѓутоа луѓето теквондо спортот и останатите тренери од Балканот, кога слушнаа дека ќе се бориме со Џеј Џонс, они ја знаат Мила и рекоа: окей, може да победите, ќе победите. Оценките беа дека всушност имате добри шанси. Да, така беше оценките и од Светска теквондо федерација, каде што доби Мила таа специјална покана за да учествува на Олимпијадата, во која што они видоа во нејзе огромна можност и талент дека може да направи резултат. Ако го земеме примерот со Мајкл Фелпс, може да се каже дека кај него многу интензивни биле овие доживувања на меланхонија, апатичност, очај, криза на личниот идентитет и така натаму. Тоа исто така се поврзува на начин дека потребно е време за да се опорави или се јавува одредена празнина или треба да се провери дали може би се работи што понатаму, затоа што тоа спортистите си го поставуваат како прашање, односно може би тренерите или стручните лица тоа многу често треба да го поставуваат како начин на водење за подобро да се пронајдат повторно врвните спортисти. Бидејќи кога Олимпијадата ќе заврши, што понатаму ќе се запраша секој? Како можам јас понатаму да го продолжам животот? Какви вредности јас имам? Која е мојата следна цел во животот? Зошто јас постојам? И на сите тие прашања преку еден стручен разговор, првично почнувајќи од тренерот, преку семејството и така натаму, може да доведе може самиот спортист да дојде до собствени одговори. Меѓутоа, ако се навратам на оние спортисти кои што пак изгубиле, сепак е поврзано со она длабоко разочарување
кон средината, кон сопствените рекорди, очекувањето од средината. Јас тука можам да спомнам дека и секој има своја позадина. Например, општо е познато дека многу спортисти се самофинансираат или работат и дополнителни работи. Еве еден познат, да кажеме, сноубордер работи како водоводжија за да овозможи своето патување на Олимпијадата, што навистина е фасцинантно колку многу напори и колку губитоци тие добиваат. Или, например, колку семејството ги поддржувало. Да кажеме, познато е дека кај многу спортисти семејството, нивните родители се неизмерна поддршка и така речено го жртвувале својот живот за да инвестираат во успехот на своите деца. После сето тоа, може подетално да објасниме како ви изгледаше првото враќање во сала? Заврши се што заврши, сега треба повторно да се облечете, да земете спортска опрема и да се вратите на тренинг. Чудно е? Да, навистина е чудно. Како што кажа тренерот, имавме пауза околу 2-3 недели и за тој период имаше денови каде што навистина ми фалеше таквондото и посакував да се вратам на сала во тренинг, а и тоа ни беше целта за да се вратиме уште погладни, затоа што ако почнев одма со тренинзи после Олимпијадата, ќе бев презаситена. И навистина тие првите неколку тренинзи беа чудни, бев малце и на почетокот изнервирана затоа што бев малце падната од кондиција, но веќе месец дена се вративме и тренираме напорно. Оправдано е да има целосна дистанца од тренинзи и спорт? Не. Не е оправдано? Не е оправдано. Тоа е ваше стручно мислење, за тоа го поставам 3 или 4 недели веќе не вежбање, драстично се паѓа од формата. Ние сме имале ситуација предходно, например, Мила, каде што по една недела немала да тренира и после тоа ни треба неколку месеци да се поврати во таа форма. Така да, значи, 3 недели не вежбање или 4 недели не вежбање, после ви треба околу 4-5 месеци да се вратите на тоа ниво каде што сте биле, а не да идете понатака. Така да таа пауза треба сепак да биде активна пауза и да се остави да се освежи техниката и да не се изгуби сенсот за дистанцата, за борбата и сето тоа, така да треба да биде активна пауза. Во врска со дали можеби треба да се одложи малку тренажниот процес, би требало во одредени ситуации, меѓутоа не на начин да тренерот го изолира, да го застрами или да го казне на тој начин. Туку самиот спортистката треба да се чувствува дека е дадено време, дека тоа време е нормално, време за себе, да се консолидира, да се саморазбере, а евентуалното враќање потоа во процесот треба да се прослави, исто така и од страна на соиграчите. Треба и тренерот да си даде време за себе, па дури и тој да консултира стручни лица во ситуација кога се чувствува потиштен или разочаран и така натаму. Така, меѓутоа сепак тренерот има одредена одговорност и професионалност да забележи кај елитниот спортист одредена промена и да биде негова прва помош, а секако понатаму да консултира и други стручни лица. Знаете дека со големите успеси и овие вакви видливи, значајни успеси, секако сега си доаѓаат и очекувањата, природно е. Верувам и сами од себе дека сега си имате очекувања, меѓутоа и од јавноста. Ќе ви представува ли тоа можеби сега некоја тежина дополнителна што се однесува нели до идните ваши настапи, во смисла Мила победи Џеј Џонс, сега не може да губи, да речеме, од аутсайдер или од некои многу полесни противнички од неа. Вие да знаеш како викаат, малку знање ве прави горделив, многу знање ве прави скромен. Така и во спортот. Инстант успех ќе ве прави егоист или нешто дека можете, а полек успехот како што го градевме ние, повторно не прави скромни. Така да ние сега и понатака во другите борби влегуваме максимално подготвени и сме спремни дека повторно може да дојде некоја противничка не толку позната, дека може да не победи, бидејќи го разбираме спортот и знаеме што се може да се случи во текот на борбата. Така да нас не прави тоа нешто да бидеме многу гортеливи, дека сите понатака ние можеме да ги победиме или да ги потцениме. Нешто најлошо што може да се случи во спортот е да се потцени противникот. Ако се потцени противникот, тогаш вие сигурно ја губите борбата.
Така да на тој начин ќе се продолжиме исто како и пред Олимпијадата. Скромни и желни за уште повисоки успеси. Кон крајот на разговорот не сакам да ги заборавиме или изоставиме најблиските, бидејќи во тој цел процес и на надпреварување, а потоа еве и на рехабилитација, ајде да кажеме, на спортистот, покрај спортистот и тренерот се вклучени семејството, пријателите, тие кои што секогаш се тука. Како беше во вашата ситуација? Значи, како блиските ги истрпеа вашите подготовки? Затоа што тогаш човек нели има и променливо расположение, му е напорно, е под стрес и така натаму. Како се однесува откако нели имавте успех па се вративте со малку по наполнета торба, да речеме, со еден поинаков багаж? Па, навистина, моето семејство е мојата најголема поддршка и секако пред Олимпијадата имаше период каде што месец дена не бев дома и тие знаеа да ми пишат некоја порака, особено татко ми, и знае така да ми пише некоја порака кога ќе бидам на надпревари уште повеќе да ме мотивира. Исто беа на Олимпијадата, ме гледа и беа во живо? Да, беа таму, да. Браво. И ми даде уште поголем мотив да се борам и навистина ми се огромна поддршка. Објективно стресно ли има многу тоа што го правиш? Па на доживува стресно борбите? Да, мајка ми дури пред неколку години беше навистина страв дури да ги гледа тие борби, затоа што можам да се повредам или нешто, ама сега веќе се навикна. Се навикна. Добро, Александар? Па видите, значи за секој успех треба голема жртва. Така Точно. да сите тие тренинзи, после работно време, нормално дека тука и треба да имам поддршка од сопругата и од семејството и од сестра ми и од другите, каде што на некој начин губаме моето приватно време за да направам некој резултат или некој успех. Меѓутоа, јас теквондото го тренирам од 94 година. Клубот ми е отворен веќе 2008 година и 16-17 години. И мене тоа ми е во крвта. Мене ме водат само успесите, резултатите. Тоа е нешто што ми дава драйв во животот за постигнам некои резултати за успех. Инаку од аспект на финанси, губиме финанси ние во вложувањето, што професионален спорт значи дека треба максимално да се посветиш, треба да идеш на сите турнири кај што се собираат поени, така да сега се надам дека после Олимпијадата ќе малку повеќе слободно време да се посветам на семејството и дека нема толку често да мораме да идеме на турнири, доколку влеземе, ние веќе сме влезени во тие гран-при турнири, кои што се 4 во текот на годината и светско и европско првенство. Дека малку ќе ви се олесни целата да, бидејќи до сега беше огромен проблем затоа што Мила пред да влезе на овој олимписки циклус немаше 0 поени. И со поминото коло имаше 0,52 поени. Второ коло 1,57. А од претходната Олимпијада на преварувачките има влечеа многу поени. Злато на претходната Олимпијада беше 200 поени. И ние со 0,52 не можевме да ги стигнеме ние тие први 5, затоа толку вложувавме. А сега веќе сосема друга ситуација. Мила е 7 олимписка рангинг листа и со многу помалци турнири може многу повеќе поени да собере што ќе оди на тие гран-при турнири. Да. Верувам во вас, знам дека и најблиските веруваат баш затоа што рековте теквондото е на ваш начин на живот и без тоа вие не би биле тоа што сте, така што само ми преостанува да ви посакам многу успеси, добро здравје, затоа што тоа ви е најважно и не се сомневам дека ќе се видиме повторно, а што е за мене најважно дека ќе имаме прилика да навиваме за вас, затоа што навистина беше голема радост, барем за нас кои го сакаме спортот и гордост, кога ве гледавме како достоинствено и храбро се надпреварувавте на Олимписките игри. Благодарам. Благодарам. Ја не се надевам дека во најскоро време ќе ви израдуваме со некој медал. Ета така. Благодарам многу, навиваме за вас во секој случај и ета, се надевам дека овие важни теми кои што се некако низ перспективата на спортистите, тренерите и оние кои што се директни учесници на надпреварувањата, значат и дека и за вас се интересни и дека некако малку подобро ги прошируваме нашите видици и ја креваме свеста дека кога даваме поддршка нив тоа навистина многу им значи. Нашите нови спортски теми добро знаете дека ги отвораме за 7 дена, до тогаш јас ви посакувам се најдобро.